Почитувани, телефонскиот број во студиото е 076-894-524, а не случајно го споменав, бидејќи очекуваме да ни се јавите, очекуваме да прашате доколку имате одредени прашања или пак да дадете поддршка на хуманитарната акција која што вечерва ќе се одвива во Прилеп, во центарот на градот, кај градскиот сад, и тоа по иницијатива на Прилепскиот ЕСНАФ, на фризери, бербери, козметичари, а сето тоа да се помогне за семејствата кои што за жал претрпеа огромни штети. Тоа беше, да речеме, една несреќа која што досега не се случила минатата недела, кога беа опожарени 4 куќи во Прилеп. Добре ни дојдовте двајцата. Добре ве најдовме. Мило ми е што ве имам тука двајцата, бидејќи сакам да проговориме и за моменталната состојба. Марина Илиевска е представник од 4 семејства кои што навистина имаја несреќа што е незапаметена во Прилеп, но во сета таа несреќа има и среќа што се сите здрави и живи и кои што полека закрепнуваат од она што се случи минатата недела. Најпрво ќе проговориме со Марина. Марина, кажи ми, дали се сместивте некаде? Како оди сместувањето? Како оди со помошта од страна на општината, од јавните комунални предпријатија, бидејќи тие експресно практично реагираа на она што беше минатата недела? Повели. Помина точно една недела од трагичниот настан, да речем од несреќата која днес најде сите наши семејства. Комуналните предпријатија уште одма во првите денови успеа да го исчистат сметот. Улицата се исчисти од страна на соседите на кои сме му навистина благодарни, буквално со црева од своите куќи успеа да исчистат и да ја заметат целата улица. Моментално сместени сме на различни страни. Некои од семејствата се сместени кај роднини. Други сега, денес баш јас треба да одам во куќата во која што ќе живееме под кирија. Исто последната куќа од семејството исто се сместени под кирија. Едно лице е сместено во старскиот дом бидејќи му е ампутирана ногата и за жал истото не може да се движи или на било каков начин да биде сместено во друга куќа или стан со оглед на тоа што нема кој да се грижи за него. Секако општината ни понудија да бидеме сместени во интернат и во старски дом. Меѓутоа сметавме доколку бидеме сместени во интернат, моментално нема ниту студенти, нема ниту ништо, а знаете, осаменоста е многу страшна работа што може да доведе до депресија, не дај Боже. Пополека се составуваме сите, зашто реално премногу е тешко да се составиш, но треба време. Се надеваме дека во најбрз можен рок дека сето тоа ќе се среди. Моментално, потребни ни се искрено финансиски средства, првенствено финансиски средства може да се донираат преку сметките, може да се донираат преку кутиите, преку настаните кои што се одвиваат. Заврши настанот во Оникс, минатата недела. Се извинуваме на кафичот што не можевме ние како членови да присуствуваме со оглед дека беше премногу блиску од настанот. Вечер секако ќе присуствуваме на оваа хуманитарен настан кој што се одржува пред градскиот сад, благодарение на секцијата на фризери, бербери и козметичари. Тоа што сакав да кажам е експресната реакција на оваа секција, овој Прилепски ЕСНАФ кој што веднаш реагираше и веднаш се организира за да може такво нешто да се иницира, за да се помогне на семејствата. Како се одзва фризерите, берберите, козметичарите од Прилеп на оваа твоја идеја, Крашимир? Прво пред се сакам да кажам да им пратам една порака пред се на Марина која нивната несреќа не натера на овој начин да се запознаем, иако некако се познававме. Сакам да им посакам да имат многу храброст, да имат многу сила, да ги стружи здравието, а се останато се надеваме дека сите заедно ќе им помогнеме да изградат нови домови, она старото за жал повеќе не може да се врати. Впрочем, и јас сум еден од тие личности кои на некој начин во моето минато ги имам изгубено мојот дом на поинаков начин и затоа го работам сето ова што уназад многу години децени го работам. ЕСНАФот на фризери, бербери, козметичари е веќе добро познат на целокупната македонска јавност, дека секогаш први излегуваме на терен за што и да се работи, дали да е за изградба на цркви, дали да е за изградба на манастири, дали да е за помош на опожарени манастири, дали да е акција за помош на собирање средства за лекување пред се деца и други граѓани.
дали акција за прибирање средства за помош на градската болница при ковид кризата, веќе не знам ни самиот колку настани. За наша, ако може да речем гордост, не е христијански да речем гордост, меѓутоа за наша смелост, смели се на самите себести, што секогаш први излегуваме во пресрет, меѓутоа од друга страна малку ни е неубаво што само за такви работи се собираме, а верувајте, ретко се случува да се собериме за убави работи, меѓутоа луѓето треба да бидат тука и за добро и за лошо. Како што напомнав, да не се повторувам, веднаш ние, како и за се што ќе се случи во нашиот град, веднаш се организиравме, ние сме постојано во контакт, ние сме постојано во дружба и комуникација, а веднаш пристапивме буквално по 2 дена се ставија кутии во сите фризерски и козметички салони за донација и веднаш дојдовме на идеја да направиме еден ваков настан кој ќе се одржи вечер од 19 часот пред градскиот сад. Сакавме локацијата одбравме заради тоа што градскиот сад е нултата точка и центарот на нашето битие, на нашето минато, на нашата сегашност и треба да биде нашата иднина, да биде како една порака дека она што е минатото останува во сегашноста и треба да го изградиме во иднина и да го надградуваме и да го надоградуваме. Настанот ќе започне 19 часот, одзивот кај колегите несомнено е огромен, па преку 30-40 колеги ќе работат. Сега треба да заеме во предвид дека има доста колеги што се на годишен одмор, меѓутоа и тие допринесоа на свој начин. Меѓутоа во оваа ситуација, во екот на годишни одмори, да се собери фела од 30-40 души кои интензивно ќе работат вечер, е стварно бројка која е на многу завидно ниво. Кон овај наш настан се приклучи дистрибутерот на Сараевско пиво. Тие ќе имат свој штанд и ќе имаме точено пиво. Тие донираа 120 литри пиво. Пивото ќе се продава на некој начин по цена од 100 денари. Тие 100 денари веднаш ќе бидат сместувани во кутијата за донација која што ќе биде пред штандот. Исто така ќе има кутија за донација и пред работните места каде што ќе се стрижи. И исто така фирмата Златни пуканки, која е на чошот наспроти градскиот сад, сите ги знаат добро познати и тие излегоа исто во пресрет и се вклучија во нашата акција. Продажбата на пуканките од вечерта исто финансискиот дел ќе оди веднаш во кутија која што ќе биде исто лоцирана пред нивниот дуќан. Значи ќе имаме еден добар триаголник, така ни беше осмислена идејата, од тие триаголникот значи соединетост од сите три страни сплотеност. Да. Рековте дека околу 30... Само да не го изоставиме, главен виновник да имаме добра забава, сепак и во лошото треба да имаме еден дел со малку со музика и забава. Нашиот доста добар пријател, DJ Дејан Ефтинџиевски, кој секогаш ни се одазива, ни излегува пресрет на сите наши настани кои ги правиме. Рековте 30-40 фризери, бербери и козметичари. Тоа значи дека навистина ќе биде голем настан. Верувам дека прилепчани ќе дојдат. Не верувам, сум сигурна заради тоа што на многу позитивен одзив дојде сета оваа иницијатива која што ќе биде во Прилеп и за прв пат се одржува вакво нешто во градов. Како ќе бидете организирани за да можат сите тие да се сместат на тој простор и во однос на осветлувањето, бидејќи од 19 часот после тоа веќе се затемнува, вам ви треба и светло за работа. Вие доаѓате со комплетна опрема? Добро, ние сме општо познати дека ништо не ставаме случајност, секогаш одиме спремни со резервни варијанти. Значи обезбедено е осветлување кој ќе биде со рефлектори, локалната самоуправа, сектор за урбанизам нормално излезе во пресрет, баш утринава бев на лице место со екипите од електроточила и со нивниот монтерски тим, веќе во 9 часови ќе беше инсталирано сондачето со напон на електрична енергија, значи тоа е веќе средено. Пред самиот градски сад ќе бидат наредени работните столови, ние ќе се менуваме за да нема гужви дополнителни, ќе имаме многу патеките околу градскиот сад да бидат слободни за движење, затоа што колку имаме
повеќе и подобро организиран простор за движење, толку ќе имаме подобар простор и за самата работа и да бидеме пофункционални сите. Дали оние кои ќе седнат на услуга стрижење, која да напалам уште еднаш ќе кошта минимум 200 денари, нормално кој сака може да донира и колку што сака. Да може секој да си ги има и својот простор, додека сака, пример, да се напие само пиво, додека сака да купи своите пуканки, исто да има свој простор, ќе внимаваме да бидеме добро организирани, значи да има простор оставен за движење, како што се патеките. Сега постојните за движење во тоа централно градско подрачје, така истите ќе останат слободни за движење. Се останато ќе види во тие простори, како што рековме, 3 триаголници во еден голем триаголник. Значи да напоменеме, целата ова акција, овој хуманитарен настан ќе биде во целост, услугата ќе биде тие 200 денари минимум, како што рековте, од козметичари бербери, ќе биде наплатена се со цел да биде за хуманитарни цели, за помош на 4 семејства. Апсолутно, значи че има фактички 4 начини за донирање. Едниот начин е преку извршена фризерска или шминкерска услуга, другиот начин е преку купување на сараевско пиво, третиот начин е преку купување пуканки од фирмата Златни пуканки и четвртиот начин е чисто едноставно некој да дојде да си донира. Ете, заради слушање добра музика, пример, исто така обезбедено и професионално озвучување, исто како што напомнав и осветлување. Значи, спремни сме веќе. Само уште очекава моментот да започнеме со нетрпение во 19 часот, да ги спукаме нашите квалитети на сцена од срце, затоа што поубава сцена од сопствениот град и од сопствената чаршија нема. Јасно. Рековте дека има кутии за донации и по фризерските дуќани, дали се сите опфатени, се одзваали сите на оваа покана? Да, безпрекорно, значи тука не треба да стане збор, сите се вклучени. Денеска моментално до сега собрани средствата од кутиите по салоните, веднаш ќе ги доставиме овие кутии, значи за веднаш што повеќе средства да можеме на семејствата да опуштиме и кутиите решивме ќе останат уште додека треба, ќе си стојат повторно во салоните и на одреден период повторно ќе се уплатат средства кои ќе бидат собрани. Марина, ти на некој начин си представник на 4 семејства и ги координираш активностите околу хуманитарната помош. Кажи ни каков е одзивот до сега и да речеме што е она што во моментов ви е најнеопходно. Знаеме дека има и сметки на кои што може да се донира. Еве фризерите, некои од дуќани, земјоделска аптека в Италија исто така има поставено кутија за донации, одредени други дуќани исто така. Се јавуваат ли луѓето да помогнат? Јас искрено да ви кажам, просто сум изненадена колку добри луѓе постојат точно во нашиот град. Не само нашиот град, туку и пошироко. Ми се јавуваат луѓе од Битола, од Скопје, од Штип, од Радовиш, од секаде. Значи, вчера излегувам в чаршија, значи онака се зборуваме скроз народски, го кажувам муабетов и ме застануваат, Марина, чекај, во смисла. Ми даваат 5000 денари, 1000 денари, 3000 денари. Знаете тоа колку значи? Пример, колку нас сите ни значи. Јас сум изненадена и во името на сите сум преблагодарна. На сите граѓани, еве и на вашата секција, ви упатувам голема благодарност, се држиме колку што можеме, се надевам дека градот ќе биде сплотен за сето ние ова да го надминеме. Зашто реално поддршка и помош ни е потребна. Рековте дека сега вие со твоето семејство ќе се преселите во посебен стан. Так. Што е она ургентно што ви е во моментов потребно сите што не слушаат и што не гледаат, представници од фирми или граѓани, да можат на некој начин да исконтактираат со тебе и со семејствата за да ги донираат, дали се тоа предмети или пак се тоа средства. Упатувам апел до сите добронамерни граѓани кои колку што може и кои колку што сака. Моментално ни се потребни постелнини, ние ќе бидеме сместени тројца, значи во смисла кабина, јоргани, перници и такви работи. Дел од роднините значи ни донираат, меѓутоа тоа ни е најнеопходно во моментот. За дрва, за огрев и такви работи, значи тоа е многу рано, значи лето сме реално рано, храна исто така, средства за хигиена имаме доволно, можам да речам, во смисла средства за чистење и такви работи, пошто треба да појдеме во куќата, нели, да ја видиме во каква состојба е, што треба да се среди, што треба да се измести, иако е во релативно добра состојба што можеме веднаш да се вселиме. Тоа е првенствено најнеопходно.
Во поглед на градежни активности на Така. 4 стана или куќи кои што беа опожарени, се јавија ли фирми кои што ве исконтактирале што би можеле веднаш да излезат на Така. терен за да можат да реагираат? Така, доста има фирми што се јавија, значи лично мене и на другите членови од семејството, меѓутоа моментално што се чека од општината да се излези на лице место, да се направи соодветен план, да одговара со деталниот урбанистички план, за да се види во каква состојба се куќите, да се направи определена проценка за потоа да може и ние да бараме фирмите на некој начин да не бараат нас, зашто да се утврди колку на пример блока цигли се потребни, колку е потребно цименто, колку се потребни други материјали. Без таква проценка, без план ние не можеме ништо на своја рака да направиме, зашто реално се што е против законско потоа нема да биде легално, а ние секако сакаме да одиме по законот и сето да биде во смисла правилно и да се изгради како што треба. Да се надеваме дека тоа ќе биде Во најбрз многу можен брзо, рок. да, затоа што е Така. важно, сепак Да. сме август месец, есен може Брзо и зависи поминуваат временските месеците. прилики како ќе бидат. Што побрзо тоа подобро за да се Точно вратите така. во своите домови. Крешимир, едно прашање до тебе. Овај. Кои се твоите очекувања вечер? Моите очекувања се секогаш на највисоко ниво, значи од оптимистички по оптимистички. Знаете како е и од Бога речено, мисли позитивно за позитивно се случува. Не се ни сомневам во градот, не се ни сомневам во Еснафот. Што е до нас, ние безпрекорно ќе го одработиме се тоа и гарантирам дека ќе собериме позавидна сума на пари. Меѓутоа има еден друг момент кој што ме плаши и мислам дека не треба да го изоставиме. За сите овие работи што испомна и Марина, мора да ги забрзаме. Искрено Марина спомна дека е рано за огрев, меѓутоа не е рано за огрев. Така. Месеците си врва и ти го спомна дека си врват месеците, никој не знаеме конкретно од семејствата како живеат и со колкави финанси располага. За жал су минимални, за жал дека су су минимални. жал. Значи мора како општество и како локална самоуправа и како држава и сите надлежни институции ова работа да ја забрзаме. Значи ја во мал разговор со Марина, иако и доста тоа мало го познат, затоа што и во близината живеам и комши сме на некој начин, има тука и нерешено нормално имотно-правни односи, луѓето треба да направат допрва оставини, што е нормален процес како и секој ние. Значи еден апел до сите институции. Тие процеси да се забрзат веднаш, бидејќи без средување на тие документации и да сака некој да помогне, да сака уште утре да гради, не може. Значи да не дозволиме по кој знае кој пат да влеземе сите во лавиринтот на институциите Да. и едноставно да останеме сите само да крајаме раменици, тоа што од друга страна да биде малку и реални. Знаете, кај нас е малку и она секој чудо за 3 дена. Затоа се додека е пресно да сите заедно да ги стераме овие работи. Секој да помогне на свој начин. Дали правник, дали нотар, значи секој сегмент, секоја институција во својот дел. Еден апел е вето семејствата што треба да направат оставински постапки, им посакувам да ги направат што побрзо и што побезболно, да нема никакви проблеми, затоа што реално тие куќи сите 4 ќе бидат поврзани, буквално ќе зависат една од друга. Едната ако не може да ја направи соодветната документација, не ќе може и другата гради затоа што се лепенки, ако не се лажу. Буквално и одговара да има иста плоча за сите, пошто реално доколку се направи на едната, другата не знаеме колку би била сигурна. А најдобро решение за сите што излегува градежни, да речем работници што се занимаваат со тоа, е дека буквално потребно е да се туркаси од темел. Значи темелно треба да се реизгради од темел. Веројатно. Да, и според нас веројатноста е, значи зидовите се настранети што во секој момент можат да панат ризично да се поминува и низ дворовите. Така, според онај што го, извинете прекинав, според онај што го видов, и знајки ги тие куќи, значи тие се куќи од постара градба, значи нема што да се аргументира тука, тоа мора да се доурне до дното, значи тие беа куќи без плочи, без стубови, значи нема на што да држи. И да се направи, не знам колку би било издржливо. Да. Значи сигурноста можеби би траела 10 години, ама за понатаму би бил сигурен. Да, треба да почекаме општината, нивните институции да ја направат првичната проценка на штета, да се направи лаборат кој е најбезболен, најбрз и сепак најсоодветен за домување. Че пак ќе кажем за апел
за да се средуваат овие работи најбрзо што може. Еве, сакам да напомнам, баш синојка разгледував, утре се навршува година дена исто така од пожарените бараки во населбата Варош. И таму бев во контакт со една од Семејството, со еден член од семејствата, баш и синојка разговаравме. Иако им беше ветувано дека ќе бидат направени за 3 до 4 месеца комплетно нивни домови нови, некако тогаш општеството останавме глуви на девајки се на изјавата од тогашните власти дека за 3 до 4 месеци семејствата ќе добијат домови. Меѓутоа, тие не добиле ништо. Значи, ова ми е пресна информација од синојка, од член на семејството. Исто така и од друго семејство доби информација дека не добил ништо, сето останало само наветеното. И сега, за да не се повтори тоа, затоа веднаш самиот муабет дојде да не оставаме на случајо наветеното од институциите и надлежните. Што може побрзо да се реагира и да се превземат. Она што го имаме како информација е дека наскоро ќе има седница на Советот на општина Прилеп по иницијатива на Чина Милеталевски пратеникот или советничката група на како советничката најмалку е битно. Тоа ќе се реагира, и сега да имаме во предвид дека поголем дел од административците и оние кои што се советници се на одмор, предпоставувам дека е тоа. Но пред крајот на разговорот јас само ќе напоменам дека ние како медиум исто така застануваме со се она што можеме како инструменти и начин да информираме. На сите членови, ви благодариме и на вас за настанот што вечер ќе се одржи и на сите луѓе што на каков било начин придонесуваат за да ни помогнат. Тоа на вистина ни значи. Да, и нам ни значи бидејќи треба да се држиме како прилепчани заедно, да си помогнеме, да си подадеме рака, само така можеме да ги надминеме овие тешки моменти и тешки времиња во кои сме за жал сите ние. Уште еднаш ви благодарам и верувам дека наредната недела ќе се видиме, а ќе видиме во тек. Баш ме интересира како ќе се одвива целата манифестација, иако не се сомневам кога Крешимир е организатор на целата таа иницијатива. Секој е добро и на двајцата и само за убави работи да се гледаме. Уште еднаш да ги поканиме сите наши сограѓани вечер од 19 часот додатна добра фризура, добра шминка, дури че имаме и релаксациона масажа. И масаж. Добро се најавко пиво, одлични пуканки, одлична музика со диџеј Дејан Ефтинџиовски и одлична забава и комуникација со најдобри и најзабавни на фестава на фризери Бербери Козметичари. Ви благодариме, честит. Нема потреба. До вас. Дари се да благодаруваме здрави живи си.